Ги гледате вестите на Сител. Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Сојузот на синдикати на Македонија денеска го одбележува меѓународниот ден на трудот, 1 мај, со синдикален протест, барајќи повисоки плати и подобри услови за работа. Одиме веднаш на терен. Протестот го следи колегата Мартин Арсов, веќе е на скопските улици. Мартин, веќе имаше првични обраќања на синдикалните лидери. Какви пораки испратија тие? Така, Александар, и денеска традиционално, како и секој 1 мај, Сојузот на синдикати на Македонија излегува на традиционалниот првомајски марш или првомајски протест, како што тие го нарекува годинава, како што може да забележат гледачите со гласна музика. Стотици граѓани излегува и оваа година на скопските булевари за да го изразат револтот за ниските плати. Како што може да се забележи и од објективот на мојот колега снимател Славе Стојановски, во овој момент доаѓа колоната од граѓани, синдикалци и граѓани со транспарент на кој што пишува "Протестираме за плата", со бројни транспаренти, македонски знамиња на синдикати, со свирчиња. Започна точно во 11 часот пред работничкиот дом. Таму тие ги упатија главните барања за оваа година, тоа е 500 евра минимална плата, сите останати плати да се зголемат за 100 евра, почитување на законите и колективните договори. Од пред работничкиот дом тие се упатија пред законодавниот дом или пред собранието на Република Македонија, каде што ги извирка пратениците, критикувајќи ги за високите плати, за енормно зголемените плати од пред 2 години, како и за високите патни трошоци, а од пред собранието стандардно замина пред Стопанската комора на Република Македонија, каде што исто така ги свирка работодавачите. Таму се слушна најгласното уа, побараа по високи плати и работодавачите ги нарекоа газди. Директно в прстот го вперија кон нив за иселувањето на младите. Да погледнеме како беше пред собранието и пред Стопанската комора. Бараме најбрзо што може да покажат дека се за работниците и дека се со работниците. Денеска на оваа страна од барикадите сме ние кои бараме достоинствена плата за достоинствена работа. Од другата страна на барикадите се тие кои уживаат привилегии. Луксузот ваш е од трудот наш. Ве молам, макар и символично, да им го завртите сите грбот како што им го вртам ја, за да почувствуваат како е кога работник ќе ви заврти грб. Овие се газди бескиш пењаци кои што 30 години ни ја пијат крвта со памукче и на кои што 500 евра за нас е многу, а сега у Грчка на викенд 5000 евра им се малку. Ова не е за уа, ова е за секој ден, цел ден да сме тука на улица додека не ни покачат плата. Ова уа е за сите фамилии што ни се оцелија да бараат леп во странство. Македонија била и ќе биде плодна само со вас, само со работникот. Ние им го создадовме капиталот, ние имаме дел и право од тој капитал. Држат пресконференции со министри, со владени функционери, подпишуваат некои непостоечки декларации. Верувајте дека во наредниот период ќе бидеме уште погласни, ќе си ги бараме нашите права, ќе ги повикаме работодавачите да не се кријат овде, да излезат и они, бидејќи ние овде им го работиме, им го заработуваме нивниот леп, а за нас само остануваат трошки. Така, тоа беа говорите пред собранието на Република Македонија и пред Стопанската комора. Како што може да забележите, колоната се уште се движи кон владата на Република Македонија. По слободна проценка можам да кажам дека овој првомајски протест е помасовен од ланскиот, со оглед на тоа што се уште граѓани доаѓаат пред владата. Предпоставувам овде ќе бидат одржани и оние централни говори, ќе ги проследиме и тие. Александар, на самиот крај да кажеме дека оваа
води на Конфедерацијата на слободни синдикати или КСС не излезе на протест. Тие рекоа дека социјалниот диалог со оваа влада е добар и постојните проблеми или отворени прашања ќе се решаваат преку социјален диалог. Како изгледаше денешниот првомајски марш, секако најавувам за вестите во 16. Да, Мартин, остануваш ти на терен да го проследиш до крај денешниот марш на ССМ, а ние се селиме и ние остануваме на терен, но се селиме на некои од излетничките места каде што 1 мај се прославува на еден, ајде така да кажеме, потрадиционален начин, со скара, со некоја чашка алкохол. Така се славил 1 мај низ годините, така се слави и денеска. Габриела Лескова е, мислам дека на Марков манастир. Гледам убава атмосфера зад тебе. Кои се пораките на граѓаните кои што се таму, како се забавуваат тие, како поминува овој ден? Добар ден, Александар. Непосредно пред да се вклучам живо во вестите во 12, ја проверив временската прогноза. Овде покрај Маркова река имаме околу 20 на степени, имаме и прекрасно сонце, а тоа е навистина еден прекрасен предуслов дека следува навистина еден прекрасен првомајски ден. Доколку на сето ова додадете добро друштво, пафтате скара и некоја чашка ракија, имате навистина добитна комбинација. Како што напомена и ти, се наоѓаме кај Марков манастир, атмосферата е навистина прекрасна. Ќе може да забележите од објективот на мојот колега дека ово место и од двете страни покрај реката е полно со граѓани, можете да го забележите димот од скарата, имаме музика, весели друштва, а токму во реката се ладат пијалоците кои што ќе ги пијат граѓаните додека го слават овој прекрасен ден. Ги прашавме што за нив представува 1 мај, дали тие ги делат обврските на машки и на женски, односно дали мажите се задолжени за пафтање на скарата, а жените за салатите, па во продолжение да ги проследиме нивните одговори. Тоа се случува денес, како си поминувате? Еве, се гледа скаричка, пиење, алкохол, дружба и тоа е тоа. Како се распредели обврските на мажите и на жените? Гледам, вие сте задолжени за скарата. Така е. Жените за салатите, повеќе се на маса, ние околу работата и тоа е тоа. Пластичните столчиња кој ги растовараше од багажникот? Мажите се разбира. Ние сме за тоа. Се е супер, ќе се пече ребренце, бела вешалица, кебапче за овие малечки дечиња. Така, дали имате поделени обврски, мажите да пафтаат скара, жените салати или како оди процес? Све може. Денешно време све прават мажите, да ви кажам искрено. Жените уживаат? Уживаат. Сега дојдоа ние од 7 сат сме тука, местиме маси, па уште дојдоа манини камења и мало ова и мало. Мако, тоа е. Повеќе работат, жените одмараат. Зашто сте задолжени вие? Се да уживам. Салати може би да не направивте? Направивме, да. Како си поминувате, во кое друштво? Супер, во супер добро друштво. Супер си поминувам. Ракија и зелка, дали ова е вистинскиот начин да се прославува 1 мај? Па јас мислам дека е вистинскиот начин да се прослави 1 мај. Кое место ти е највкусно тебе? Пилешко. Да, тоа беа пораките од граѓаните овде покрај Маркова река кои што одлучиле да го искористат ова излетничко место за да уживаат во текот на денот. Би сакала да напоменам само дека имаше навистина голема гужва кога доаѓавме од центарот на Скопје овде до Марков манастир. Тоа значи дека голем број на граѓани го одбрале токму ова излетничко место за да го поминат престојниот ден. Александар, ние од сега се упатуваме кон Вонно, во 16 часот ќе пренесеме атмосферата и од таму студио. Да, имајќи предвид што се случува зад тебе, очигледно се исплатела таа цела гужва да се помине. Не пропуштај да дегустираш нешто од оние специјалитети кои што ги видовме на скарите. Беше тоа Габриела Лескова која што известуваше од Марков манастир. А многумина првомајските празници ги користат и за еден краток одмор пред почетокот на летото. Нашата охридска дописничка е дека Охрид и оваа година е полн со туристи кои уживаат во сончевото време. Сликата ни ја носи Нина Ритоновска. Охрид за првомајските празници исполнет со гости. Иако не е продолжен викенд, голем број посетители од земјава нашето соседство, но и од подалечните земји во рамките на балканските кружни тури одмараат на брегот на езерото. Тие покрај во убавините на градот, уживаат на плажите или во бродските тури, а исполнети се и угостителските објекти. Јас сум од Тајван и сум дел од балканската кружна тура. За прв пат сум тука во Охрид. Многу ми се допаѓа историјата и традицијата ваша. Тука се е убаво.
Бевме во Скопје, сега сме тука во Охрид. Ги видовме сите убавини со кои располага вашиот град. Воодушевена сум. Видовме се и се ми се допаѓа. Се е прекрасно. Според туристичките водичи, македонскиот бисер Охрид поради природните и културните богатства никого од туристите не остава рамнодушен. Најмногу домашни туристи, најмногу од овде и од соседните земји, нормално од Србија, Бугарија. Да ви кажам, многу се атрактивни, многу се интересни, посебно последните 2 години доваѓаат многу азиски гости од Азија, Јапонија, Виетнам, Малезија, многу се атрактивни и тие многу се чудат на староста, на антиката, на традицијата овдека, на посебниот начин на живот и најмногу прашања имаат тие. Хотелирите се оптимисти и се надеваат на плодна туристичка сезона ова лето. Имаме одлични исполнето за сезоната, одлични најави, само за жал не може да живееме од една сезона цела година, така што се надевам дека и оние планирани ноќевања од септември натака ќе се реализираат. Иако цените за аранжманите се повисоки во однос на претходните години, сепак од хотелско-гостителскиот еснав тврда дека земјава останува поевтина дестинација во споредба со туристичките центри во регионот. Нина Аритоновска, Сител телевизија. ВМРО-ДПМН останува посветено на создавање нови економски политики кои ќе овозможат отворање на нови работни места, подобрување на стандардот и креирање општество во кое секој граѓанин ќе има можност за напредок и просперитет, се вели во првомајската честитка на владеачката партија. Нека овој ден биде поттик за сите за продолжување на заложбите кон градење посилна, поправедна и поуспешна Македонија. ВМРО-ДПМН го оддава заслуженото признание на сите работници. Нивната посветеност, труд и истрајност се темелот врз кој се гради иднината на Македонија, се вели во честитката на ВМРО-ДПМН. 1 мај е ден кога го славиме трудот и достоинството на секој човек што создава, гради, образува, лекува, се жртвува за своето семејство и за нашата земја, се вели во честитката која во име на лидерот Филипче испрати опозицијската СДСМ. Како човек секогаш сум имал длабока почит кон секој што со својот труд го движи општеството напред. Како председател на СДСМ, мојата обврска е таа почит да се претвори во реална политика за поддршка на работниците и нивните права. СДСМ од секогаш стоел на страната на работниците. Додека бевме на власт, се боревме за покачување на платите, за подобри услови за работа, за сигурност и почит кон секој работник. Сега и во опозиција продолжуваме со таа борба, се вели во честитката на Филипче. Социјалистичката партија на Македонија има историска одговорност и морална должност да се грижи и да ги штити работничките права и интереси, се вели во честитката на социјалистите за 1 мај испратено утрово. Другари работници, време е нештата да се променат. Време е поразите и неуспесите преку надежта која се раѓа, заедно да ги замениме со силна експлозија на одлучност и решителност, кршејќи го јаремот на економското поробување и социјалното ништење на македонскиот работник со ново и слободно сонце. Време е за враќање на работничкото достоинство, заедно и обединети со честна работа, трудолюбивост и посветеност, да донесеме добробит, подобар стандард и да обезбедиме подобро за сите, вистински вреднуван труд, социјална правда и широки права за македонските работници, се вели во честитката која што испратија од Социјалистичката партија на Македонија. Македонија е демократска држава каде што генерално се почитуваат политичките слободи, вклучувајќи ги и правата на слобода на здружување, собирање и изразување, како и медиумскиот плурализам, се наведува во оценката на кои известувачите на Парламентарното собрание на Советот на Европа за постмониторинг диалогот со земјава. Во оценката направена по посетата на земјава, посветена на проценка на реформата во судството и изборната рамка, борбата против корупцијата, слободата на медиумите и правата на малцинствата, известувачите го поздравуваат напредокот постигнат во исполнување на обврските што произлегуваат од членството на државата во Советот на Европа. Тие сепак посочуваат дека се уште постои итна потреба од реформа на изборната рамка во согласност со препораките на Канцеларијата на ОДИХР и на ОПСЕ и на Венецијанската комисија. Некои
некоја сервисна информација по повод меѓународниот ден на трудот. Јавниот превоз во Скопје денеска ќе сообраќа по неделен возен ред, соопштуваат од ЈСП. Жичарницата на Водно ќе работи со вообичаеното работно време, а дежурна ќе биде билетерницата на Железничка, која што ќе работи до 14 часот. Жичницата ќе добие и 2 часа дополнителни за работа, па денеска последното возење ќе биде во 20 часот. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е зголемен, информира Автомотосојузот на Македонија во својот извештај објавен пред нешто помалку од 1 час. Поради зголемена фреквенција на возила на Табановце за влез во државата, времето за чекање е околу 30 минути, додека на Богородица за излез се чека повеќе од 1 час. Според информациите кои ги добиваме од терен, на Богородица за излез од Македонија веќе има колона која достигнува околу 1 километар на македонска страна. На останатите гранични премини, како што информираат од Автомотосојузот на Македонија, нема подолги колони и нема некои посериозни задржувања. Време е за вестите од светот и денеска во избор на Марија Ников.